Ово е четврти закон во низа, по скратена постапка. За 4 закони во 20 минути, вкупната сума на нови задолжувања во 6:25 попладне изнесува 221 милион евра до сега. Значи за 20 минути ја задолживме Република Македонија за 221 милион евра. И пак ќе кажам дека ние ништо против немаме да се обезбедат средства за реконструкција на студентските домови, но би сакал колегите пратеници кои што се нервираат зошто остануваат 25 минути после работно време во собрание, да ги информирам за нешто што гласале, а се надевам дека биле свесни. Прво, кога господјата Рената Треневска-Десковска беше министер за образование, со ребалансот на буџетот, по нејзин предлог, скративте од капитални расходи во Министерство за образование 995 милиони денари. Тие пари наместо да ги скратевте, да ги растеравте по други ставки за луксузирање, договорни услуги, партиски вработувања, адвокатски услуги на ваши адвокати, можевте да ги намените за оваа намена уште првата година, па сега ќе беше реализирана и изведбен проект, и физибилити студија, и проект градежен, можеби ќе беше и тендерирано, можеби ќе беше започната реконструкција на студентските домови. Но, вие, колеги пратеници, по предлог на министерката Треневска, Десковска, од буџетот првата година, кога таа беше министер за образование, од капитални расходи скративте 995 милиони денари само од Министерство за образование. Ако тоа не го памтите, ќе ве подсетам на уште еден податок кој што ви го соопштив на Комисија за финансирање и буџет пред 2-3 недели, дека степенот на реализација на капитални расходи во Министерството за образование сега е нешто повеќе од 30%. Односно, почитувани колеги, бар оние што слушате, од 27 милиони евра предвидени средства во буџетот за оваа тековна година за капитални расходи во Министерството за образование. Господин Джафери, ако може да оваа чаршија позади да принцип зашто реагираме и кога пратеници менуваат места на седење, камо ли вака кога журка се прави туку во собрание. Нова година е за 20 минути, а задолживте државата со 221 милион досега. Да се докаже. Значи, од 27 милиони евра предвидени средства за капитални расходи само во образованието, за оваа тековна година реализирани се само 10 милиони. Че 17 милиони не се реализира. Ги има парите, парите се обезбедени од даночни приходи, од приходи од акцизи, од сите ставки на создавање на буџетот на Република Македонија, но не се трошат за намената за која што им ги кажуваме на граѓаните, туку ги трошите за други намени, на вас најдобро познати, а во исто време носиме закон за задолжување за намена која што би влегла во намената капитални расходи во образование. Тоа се повторува сите 3 години од кога сте на власт. Велам, првата година вративте од Министерство за образование само за капитални расходи 995 милиони, оваа година имате 17 милиони евра непотрошени средства во Министерство за образование, кои што можеле и требало да се пренаменат за капитални расходи. Но наместо тоа, повторно по скратена постапка, како никогаш досега, претходно се носеле скратени постапки, навистина помалку од колку сега, но барем законите за задолжување не се носеле по скратени постапки. Ние денеска ја задолживме Република Македонија досега. Има уште неколку закони, на секој закон ќе ви правам калкулација,
До сега по скратена постапка ја задолживме Република Македонија за 221 милион, а има пари во буџетот за овие намени кои што вие ги трошите за сосема други теми. Затоа, почитувани колеги, целата оваа безгрижност која што ја покажувате кон одлуките што ги носите, и вие и владата на Република Македонија, остава впечаток единствено дека намерата ви е пошто зошто да се обидете да останете на власт, заради за вас познати причини, ми звони една пратеничка од владиното мнозинство што не е на седница, само да ви кажам. Службено е отсутно, не се смее. Веројатно ќе ми реагира за еден друг закон за кој што дискутирам. Но службено е отсутна, не сакам да биде доведено во погрешен впечаток. Значи, од тој аспект, јас сум изненаден, господине Џафери, и од вашиот однос, како дозволувате во 6 сатот и 30 минути да се носат 4 закони по скратена постапка, со кои што ја задолжуваме Република Македонија до сега за 221 милион евра, а пари за таква намена можеме да најдеме во буџетот, кој што во делот на капитални расходи не се реализира повеќе од 40%, ама во делот на договорни услуги, на плаќање адвокати, на нови возила, на фстаци бадеми се реализира до 100%. Господјо заменик министер, денеска веројатно имате добиено задача да молчите. Веќе ве прашам директно, на вас оставам дали ќе одговорите или не. Кукава е ставката за капитални расходи на позиција Влада на Република Македонија? Јас ја знам бројката, ќе оставам вие да ја кажете, но е поголема од ова задолжување по овој закон. И колку проценти е реализирана таа ставка за капитални расходи на позиција Влада на Република Македонија? Ја знам и таа бројка, едноцифрена, еве да ја кажам дека е едноцифрена, за да знаете дека знам за што зборам. Значи, во тие пари непотрошени, кои што ги делите на договорни услуги, на договорци во влада као ѓоамити советници, на крај, во таа ставка може да влезе ово. Пошто таму имате непотрошено за капитални расходи повеќе од овие 25 милиони што треба да ги задолжиме граѓаните само со овој закон. Зошто со предлог одлуката за пренамена на средства пред неколку сати не предложивте дел од тие средства да се пренаменат за реконструкција на студентски домови, туку си ги чувате како резерва во влада на Република Македонија. Таму имате едноцифрена бројка на реализација на средства на капитални расходи, многу поголеми од ова задолжување само по овој закон од 25 милиони евра. Што е класично недомакинско работење, без водење сметка за било што во оваа држава. Мене ми е многу жал што ова собрание е толку неодговорно и што дозволува по скратена постапка без никаква дискусија, без никаква одговорност да се носат овие закони, но уште повеќе ми е жал што знам дека последиците од ова хаотично управување со јавните финансии ќе се санираат следниве 10 години. Благодарам.